Не можеме да тренираме во незагреани сали на минус 20. Не можеме да имаме 2 пати, 3 пати во неделата сала по пола сат, 1 сат и да очекуваме ќе имаме врни спортисти. Не можеме да не ги нахраниме спортистите, да им дадеме висока пензија и не можеме да ги наградуваме, да не ги наградуваме, бидејќи ако, како што кажав, замисли имаме сега олимписки првак, зошто да не земи 100.000 евра награда? Зошто тренерот да не земи? Зошто клубот да не земи? Колку ние имаме во годината олимписки прваци? Колку имаме? Ај смешно. Не во годината. Ама ќе имаме, не се криви спортистите, никакви услови. Нема мотивација. Замисли ако си врвен спортист и добиваш 2.000 евра стипендија. Зборувам. Ќе можеш ти да функционираш. Ако државата ти додели како врвен спортист, тренер, клуб, стан. Пример зборувам. Значи, ние морам да ги мотивираме луѓето да ги наградуваш. Тоа е, знаеш како работник некој, имаш своја фирма и некој работи супер, ќе му даеш плата многу повисоко од некој што ти забушава, нормално и ќе го избркаш од работа, но еве некој помалце или не забушава, ама не е толку способен. Значи, пак доаѓаме до квалитето, награда. Значи, ајде да не речем награда и казни, ама се наградува најквалитетниот. Ева зборувам за Елон Маск од Тесла. Председателството на компанијата Тесла бонус на милиардерот Елон Маск му даде за наредни пример 10 години, ако оствари тоа и тоа со компанијата такви и такви успеси, $1 трилион. Знаеш колку е $1 трилион, да може да некој од гледачите не знае? $1 трилион се 1000 милиарди долари. А 1 милиарда е 1000 милиони. А 1 милион се 1000 милиони долари. Се замислете тоа богатство, ама вака вика, ќе го добиеш тој бонус, ќе ти го исплатиме, ако го оствариш тоа. Така и ова, велиш, за секој светски првак во спортот. Пред тоа му даваш услови врни, како што спомнав, и сали, и топла храна. Не може, еве, например, ако се озбилни клубови и спортисти, зошто да нема топол оброк после тренинг? Награда тоа е државата, наместо да ги крадиш пари. Значи, јас зборувам нешто, не е тоа социјализам. Тоа е прав капитализам, кај што ги наградуваш. Ако некој работи, нема веза дали е механичар, човеч, бравар или е доктор, ги наградуваш. Не може врме механичар да зема 400, 500, 600 евро плата. Пример зборувам. Нека зема и 3, 4, 5. Врмен хирург, или инженер, или не е битно што. Економиста, нека зема 5, 7, 10. Што е проблема? Тој тие пари ги заработува. Затоа викам, све треба да направиш на еден начин да биде профитабилно. Не да го експлотираш, да му кажеш на некоја шивачка таму 1000 јаки или 1000 кошули ши денес. То ти е нормата да заработиш 1500 денари да умриш жената или мажо кој таму шие. Мајка ми беше шивачка, знам, работничка. Значи не може така. Значи веруваме ако ги наградуваш луѓето. Еве зборуваме јас и ти. Ако имаме доволно пари, мораш да ги наградиш. Ако ги немаш, мораш да креираш вредност. Затоа велам, кај се фабриките? Кај се производствените погони? Кај се електраните? А ние што произведуваме? Што ние имаме, пази, има бизнисмени, алав да му е, за поздрав се во Македонија, кои што почна од нула, без крадење, без ништо, имаат многу добри фирми и произведуваат нешто. Но немаме доволно. Другото што е богато и што има пари, све е со плачка. Ти не можеш во држава, пази се, 6 милиарди и 700 милиони евра буџетот да биде за 2026. Само 9,7% за капитални проекти. Колку е тоа помалце од 670 милиони. Кои капитални проекти ќе имаш? Ќе ги лупнат во тротоарчина, во улички и во некој пат. Тоа ли се капитални проекти? Нас ни треба инфраструктура, ти не можеш да имаш на развој на држава, на туризам и на економија да немаш патишта. Се знае. Но ти не можеш 35 години на фабрика да не изградиш, конкретниот случај зборуваме за станоите. Трајче, ова не е незамисливо. Никој поќе во Македонија не може да купи стан, освен ако некој му остави големо наследство,
или ако краде. Еве кажи еден човек, кажи ми еден од земи во здравството лекарите, земи учителите, професорите. Земи кај сакаш, не зборам тие што земаат мито, пари, дрпај. Од плата, сопруг, значи фамилија, маж и жена, нека земаат и 3000 евра месечно. Такви ги нема, ама нека земаат, еве 3000. Да, докторите пак некој туку ваму таму ќе купи стан, ама другите не може да си дозволат. Чекај да те прашам како еден доктор ќе купи стан. Еве, замисли, доктор си 20 години. Слушај ме пажливо се. Така. Ти кога си почнал не си имал 2000 евра плата. Сега, ајде, наводно може. Не си имал. Гледаш колку е скапа храната. Коли, што и да било, трошоци. Еве, да ти дам 1000 евра месечно, ако не ги потрошиш до 20 јас ја. Сам да живееш. Со 1000 евра не купува стан, него доктори има во приватните клиники 10.000 евра земат плата. Во која клиника зема 10.000 евра? Жан Митрев, Систина. Не знам, не можам да проверени тврдам. информации. Добро, јас ја проверам и ќе опрашам Жан Митрев, дали кај него зема лекар некој месечно 10.000 евра, да. Да. Тој што зема, супер. Тој ќе купи стан. Ама тоа е реткост. Добро да, ете некој што зема, ама ние не треба да гледаме Елан Маск е земел ако остварил трилион евра. Маск е еден, нема. Не. Ние треба да гледаме, значи, луѓето што работат во здравство. Еве да одиме по државното здравство. Ама пак ќе речам, и да си работник и се 2000 евра да земиш, стан не можеш да купиш. Не можеш, не. Така. Кај знаеш зашто? Затоа што не можеш да заштедиш ти. Оти кој ќе одиш во банка, ти бара 25-30%. Не можеш ти да одиш во банка, не е ова брзи кредити, кај што постои таму. Ајде, дај да ги собериме на луѓето парите. Не е така, значи ние сме во многу лоша состојба, Македонија тони, скоро години и пол веќе ќе помини и нормално и уште малци 2 години ќе поминат. Ова влада цело време се шетка, си зема кредити, се кажува приказни како супер одат работите, а да погледнеш во економијата нула, тониме, во здравството тониме, образование тониме, ништо нема да правено со животната средина, со браќа ако зборувавме хаосе во Скопје и другите градови, никој го нема решено проблем со паркирањето, да не зборувам со ѓубрето, најголемо достигање можда е па и тоа некоја наука и иновации. Како да се реши проблемот со ѓубрето? Градот мирица на шампон. Така рече еден жител. Така. Господине Јорго, еве имам впечаток дека ова ми е еден од најдолгите подкасти, но имавме што да си кажеме, направивме мислам еден прекрасен подкаст, прекрасен разговор, што нема да биде последен, ќе се гледаме ние повторно, соработуваме ние. Ви посакувам добро здравје и ви благодарам што ни бевте гости. Благодарам, поздрав до гледачите и секоја сум добро дојден. Поточно, драго ми е да бидам дел од Демократски импулс, најдобриот подкаст во Македонија.